Загрижените македонисти се нагласни кога атакот е врз самостојноста и лингвистичката посебност на македонскиот јазик атакуван од Бугарија. Понекогаш ќе се вџашиме кога стануваме свести дека нема интерес за негово научно истражување. Нема студенти на катедрата на филолошкиот факултет. И тоа е неколку годишна последователна пракса. Доцент доктор Бобан Карапеовски припаѓа на младата група на доктори од филолошкиот факултет, кој неодамна оцени дека не е важна бројката, туку квалитетот на студентите. Бројките се секаде во опаѓање, не само кај нас, воопшто во светот, веројатно затоа што светот во овој момент се преструктурира во смисла на тоа дека има некои области кои се на пазарот побарани и нормално дека ако пазарот на трудот нешто бара повеќе и ќе се студира или ќе се изучува тоа повеќе. Во однос на тоа во нашите бројки во Македонија, тие вистина опаѓаат, меѓутоа опаѓаат и бројките на население и бројките на ученици што ги имаме како почетна точка кои воопшто можат да се запишат и да студираат филологија. Да речеме, ако пописните резултати пред 20 на години викаат дека сме околу 2 милиони, сега сме 1.800.000. Ако имало матуранти 30.000 некогаш, сега бројката на оние што оваа година го проверува баш податокот што се запишале, односно се пријавиле, се извинувам, да полагаат државна матура е околу 16.000, 15.800. Само Универзитетот Свети Кирил и Методи ги има број на слободни места од околу 12.000. Во една таква ситуација нормално е дека кога знаете дека многу студенти одат во странство, кога знаете дека има голем број други државни приватни универзитети, бројката ќе се намалува ако ја гледате само бројката на државниот универзитет во Скопје на филолошкиот факултет. Веројатно пред се работи за една системска грешка во смисла на тоа дека нашето општество мал број работни места има на пазарот за кадарот што ќе се произведува, односно што ќе се оформи на филолошкиот факултет на македонистика. Тие се најчесто наставници по македонски јазик. Знаете како оди најчесто вработувањето во основните и во средните училишта, јавна тајна, нема да кажам ништо спектакуларно, дека најчесто партиите се вмешани во таквиот тип на вработувања. Исто така колку тоа се цени во смисла на тоа колку може да какви се платите и какви се условите за работа на тие наставници. Наспрема тоа, вистина дека студентите по македонски јазик може да работат и како лектори, може да работат како јазични редактори, може да работат и како новинари во библиотеки и така натаму, но делот со тоа дека може да работат како лектори е исто така интересна во делот на системските грешки, дека ние, иако имаме актуелен закон кој предвидува дека се што е во јавниот дискурс треба да помине низ некоја лекторска рака, тоа знаеме дека во практиката не е така. Така што системот има придонесено за тоа. Атрактивноста е врзана и за пазарот на трудот, или пред се врзана за пазарот на трудот. Вие, ако знаете дека немате што потоа со тоа што ќе завршите да работите, нормално дека ќе изберете нешто друго, така. Професоре, вие во еден јавен настап велите не ни требаат многу студенти по македонски, туку ни требаат квалитетни, добри студенти, што би значило дека преферирате повеќе квалитет отколку квантитет. Но ќе имаме ли утре задутре доволно професори по македонски јазик? Или обратно тезата? Ке имаат ли професорите кому да му предаваат? Ни треба прво анализа, која бројка ни е потребна на годишно ниво. Мислам дека не е страшно. Имено тоа што претходно го изјавив дека нам ни требаат квалитетни студенти. Ние страдаме од бројки. Секоја година кога ќе дојдат уписите, тогаш новинарите особено се интересираат за оваа тема и по сите медиуми има колку студенти се запишале. И тоа повеќе ми изгледа некоја декларативна загриженост, бидејќи се случува само во овој период. Низ целата година се појавуваат овие системски проблеми за кои зборуваме. Ние всушност не знаеме колку треба да продуцираме секој ден, колку му треба на пазарот, колку му треба на образованието, колку им треба, не знам, на медиумите или не знам каде било на институциите во делот на јазични редактори и лектори. Така што
предпочитам ние да создадеме добри студенти, добри кадри, квалитетни кадри, ако тие се доволни за она што е потребно на државата и тоа што му е потребно на општеството. Младите се повеќе употребуваат англицизми. Ние последни години постојано се чукаме во гради околу македонскиот јазик, не смееме да дозволиме некој да ни го оспорува, треба се повеќе да го афирмираме мајчиниот јазик, а при тоа имаме тенденција на постојан пат на бројот на заинтересирани студенти. Како ќе го промовираме македонскиот јазик во ситуација кога ни светот во моментот, според последниот податок до кој дојдов, имаме 9 лекторати? Ние мора да се приспособиме на времето. Како ќе го промовираме македонскиот јазик, мора да го промовираме и на начините кои актуелното дигитално време ги овозможува или ги бара од нас. Да речеме, интересен е податокот дека и поразителен дека македонскиот јазик е веројатно единствениот јазик во Европа што нема свој електронски корпус. Информатичарите може малку да се позанимаваат, да речеме и со тоа, а не само декларативно да плачат и да жалат за нашиот идентитет и нашиот јазик. Така што бројот на лекторати во странство, вистина, последниве неколку години е стабилен едноцифрен, како што рековте 9, може би се 10, може би се 11, не знам точната бројка, но веројатно тука некаде, но низ годините, до пред неколку години бројот на лекторати само опаѓаше. Тука мора да се вмеша и државата. Во светот има голем број македонисти или слависти или лингвисти што се заинтересирани за македонскиот јазик и таа бројка стабилно се држи на 60 на 70 на да речеме што доаѓаат секоја година, така што интерес има, работата е како ние ќе ја канализираме, да речеме, нашата внатрешна енергија и желба за промоција, за тоа да стигне надвор од нашите граници. Постои реална опасност од загрозување на македонскиот јазик во ваков еден политички контекст? Зависи... Или само за прибирање и поттикнување на национализмот? Зависи што подразбирате под загрозување. Ако мислите во политички, да. Не може суштината на јазикот, неговото постоење, неговата структура да се наруши од такви надворешни фактори. Меѓутоа, стандардниот јазик, јазикот што е кодификуван и што е официјален на една држава, во својата основа има многу политика. Бидејќи чинот на кодификација подразбира дека јазикот станува службен јазик на некоја држава. Значи мора да имате држава што стои за тој да биде стандарден јазик, така, да биде официјален или службен јазик. Така што во политичка смисла, во смисла на каде тој ќе се употребува, во кои сфери, дали во меѓународни документи ќе биде споменуван на овој или на оној начин, дали ќе биде експлицитно наведено дека се работи за македонски јазик, без фусноти, додавки, придавки и така натаму. Дали ќе се употребува од нашите представници во меѓународната комуникација, дали ќе се зборува на меѓународни форуми и ќе се преведува од и на македонски. Да, политиката тука може да влијае, но во однос на чисто лингвистичките фактори и аргументи, значи не овие социолингвистичките, туку чисто лингвистичките, се разбира дека ниту едно надворешно влијание, негирање и така натаму не може ништо да направи. Но овој политички дел многу внимателно таму треба да се пристапи, бидејќи вистина може како ќе го ограничите опсегот на употреба или како ќе го ставите во една или во друга рамка службениот јазик. Не зборувам за јазикот што постои со кој ние зборуваме надвор од камерите, не знам, дома кога сме. Тој не може никој да ви го оспори, нели? Но официјалниот службениот јазик е и политичка категорија. На крајот подолг период се најавува закон за употреба на македонскиот јазик. Долги години слушаме дека ќе се прават реформи. Да, иако има предходен закон, мислам 96-та, дека е донесен законот за употребата на македонскиот јазик, кој е на сила. И тој додека е на сила, предвидува исто така некои механизми внатре за заштита и промоција на македонскиот јазик. Меѓутоа, знаете, јас би апелирал повеќе да се работи на свеста. Не секогаш законот ќе ви го овозможи тоа. Свеста, ако имате висока свест,
Имате вие напредни држави кои немаат закони за заштита на својот јазик или за употреба на својот јазик, но тие функционираат исклучително добро, бидејќи имаат култура, традиција и високо изградена свест за припадност кон тој јазичен, идентитетски, да речам, контекст. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам.